Како ви е убаво, Мики? Добар ден, најпрвен за македонската јавност. Денеска почнува процесот кога Македонија ќе добие новиот председател. Јас сум убеден дека председателот на Република Македонија ќе биде предлогот на ВМРО-ДПМН и сите оние кои што ќе го поддржат предлогот на ВМРО-ДПМН. Среќен сум што изминавме навистина еден транспарентен и демократски процес во рамките на партијата. Имаме повеќе од задоволителен број на кандидати, 9 се на број. Има можност изминативе денови, изминативе неколку недели да се презентира себе си, својот поглед за иднината на Република Македонија како председатели на Република Македонија. За разлика од она што го гледаме кај нашиот политички конкурент, оној деспотизам кој што за се уште за жал владе од времето на транзицијата, кога по декрети се номинира председатели, кандидати, функционери и така натаму, ВМРО-ДПМН покажа дека е лука на демократијата, столб и пример како треба да се одвива една демократска процедура за избор на кандидат. И покрај оние обиди на власта да го контаминира овој процес, сепак они ќе завршат само во сопственото црнило на крајот од денот, а Македонија денеска ќе го добие идниот председател, односно ова е првата фаза од постапката која што ќе значи нов председател на Република Македонија. Ни треба честита личност за честита Македонија и јас сум убеден дека денеска делегатите на Конвенцијата на ВМРО-ДПМН ќе изберат една таква личност од овие 9 кои што се охрабрија, ги презентираа своите ставови и политики како председател на Република Македонија и кои што ќе може денеска во 15-минутното излагање исто да тоа да го прикажат од дека пред 551 делегат на Конвенцијата на ВМРО-ДПМН. Ви благодарам. Дали тоа да се случи уште во првиот, имали фаворит на партијата? Па јас, како што кажав, очекувам да целокупниот овој демократски процес кулминира со успешна завршница, дали тоа ќе биде прв или втор круг, навистина во овој момент не би можел да кажам. Очекувам да завршиме онака како што почнавме, братски, сестрински, а тоа за Македонија ќе значи многу, бидејќи Македонија го добива денеска новиот председател. Благодарам.